Грипот представува голем јавноздравствен и социоекономски проблем со оглед на тоа дека секоја година повеќе од 100 милиони луѓе на глобално ниво или околу 30% од светската популација заболува од грип, а меѓу 250 и 650 илјади луѓе во светот умираат од последиците на грип. Значи, значењето на грипот не е само во сериозноста на заболувањето, туку и во неговата масовност, што за последица има секако многу намалена работна способност, отсуства од работа, оптоварување на здравствениот систем и секако економски губитоци. Најдобра превентивна мерка против грипот е секако вакцината. Веќе повеќе од 3 децении кај нас се спроведува вакцинација против сезонски грип секоја година. Оваа година Центарот за јавно здравје обезбеди вкупно 3500 вакцини против грип, со тоа што 2350 се бесплатни вакцини кои што Министерството за здравство оваа година ги обезбеди за приоритетните групи на население, а тоа се сите лица постари од 65 години, без оглед на здравствената состојба, понатаму лица кои што имаат некое хронично заболување, пред се хронични кардиоваскуларни заболувања, хронични болести на респираторниот систем, ХОП и астма, хронични метаболни нарушувања, пред се диабет, болести на бубрезите, како и тука спаѓаат, значи, бремените жени во овие приоритетни групи, и тоа од самиот почеток на бременоста, бидејќи имунитетот пасивен од мајката се пренесува на плодот и го штити бебето до 6-тиот месец, до возраст од 6 месеци, и во оваа група се годинава децата на возраст од 1 до 5 години, разбирливо, бидејќи тоа се мали деца кои што се уште имуниот систем, имунитетот не е доволно созрян, тие се, значи, со послаб имунитет. Значи, тоа е што се однесува за бесплатните вакцини. Овие вакцини можат да се добијат по претходно закажан термин од матичен лекар, кој што ќе процени, значи, во која категорија пациентот припаѓа. Вакцинирањето се врши секој ден, почнувајќи од утре, 22, значи, во термин од 8 до 15 часот, работат 2 тима. Во оваа група приоритетни заборавив да ги спомнам здравствените работници, кои што секако се први на удар на почеток на сезоната на грип, и за нив оваа година обезбедени се бесплатни вакцини како донација од Центарот за контрола на болести, значи CDC Атланта, за сите здравствени работници ќе има бесплатни вакцини. Додека останатите лица кои што сакаат да се заштитат од грип ќе можат да добијат вакцини со финансиски надоместок. Цената на коштање е 650 денари. Веќе со вакцинација со овие вакцини е отпочнато. Се тече вакцинацијата неколку дена. До сега дадени се околу 200 дози на вакцина. Вакцинација против грип конкретно кај нас во нашиот град, во нашиот центар се спроведува од почетокот на 90-тите години и интересот е секогаш голем, можам да кажам. Значи, секогаш постои интерес за оваа вакцина, луѓето и веруваат на вакцината. Производството, значи, на вакцини е еден од најконтролираниот процес во фармацевската индустрија. Секако интересот е голем, значи, и самите граѓани, меѓутоа и препораки добиваат секако и од своите матични лекари или од лекарите од секундарна и терцијарна здравствена заштита, каде што се лекуваат. Да, од година во година интересот е поголем и бројот на лица кои што се вакцинираат против грип е поголем, значи можеме да кажеме дека веќе свеста за бенефитот од оваа вакцина е поголема. Кога треба да заврши вакцинацијата? Оптималниот рок кој е договор? Вака, оптимално е со вакцинација да се започне пред сезоната на грип. Кај нас, значи, во нашата земја, во земјите од нашето обкружување, сезоната на грип започнува некаде во јануари месец, почетокот.
Ние грипот започнуваме да го следиме од почетокот на октомври месец. И секоја година знаеме што ни се случува на почетокот. За оваа година можеме да кажеме дека активноста на грипот е се уште на ниско, односно велиме вонсезонско ниво. Во ниеден од материјалите пристигнат во Институтот за јавно здравје досега не е изолиран вирусот на грип. Во нашата држава постојат така наречени сентинели или стражарски места, од кои што секоја недела, значи се праќаат материјали од пациенти со симптоми слични на грипот, се праќаат материјали до Институтот за јавно здравје за детекција на вирусот на грип. И тогаш кога ќе биде првиот изолат, кога ќе се изолира вирусот на грип за прв пат, ќе кажеме дека кај нас започна сезоната на грип. Меѓутоа, да кажам дека и низ целиот европски регион активноста на грипот е се уште на многу ниско ниво, регистрирани се само спорадични, значи поединечни случаеви, нема епидемиска појава и главно таму каде што се изолирани се оние типови на вирусот кои што се содржани во вакцината. Значи се уште има време за вакцинација, ќе се вакцинира до крајот на годината, меѓутоа ние вакцинираме и во сезоната на грип и во епидемија на грип, значи не е контраиндикација за тие што не стигнале да се вакцинираат, што сакаат да се заштитат, подобро е да се вакцинираат, бидејќи времето за постигнување на заштитата е некаде 2 до 3 недели, така да, а луѓето кои што секоја година редовно се вакцинираат, имаат многу подобра заштита, кои континуирано се вакцинираат од тие кои што прв пат се вакцинираат, така да за пократко време се постигнува таа заштита.